Уште денес и престојната работна седмица партиите ќе имаат можност да ги искористат за средби со граѓани и приближување на своите изборни програми до гласачите. На 17 октомври на полноќ настапува изборниот молк, а гласањето е во недела на 19. Прва скопска телевизија и денес ги следеше настапите на кандидатите за градоначалници на Скопје и за скопските и околните општини. Во денешната изборна хроника ќе може да ги погледнете и разговорите со Маријан Маринковски, кандидатот на Левица за градоначалник на Илинден, Коста Динацевски, кандидатот на СДСМ за градоначалник во Ѓорче Петров и Мирослав Лабудовиќ од Знам, кандидат за градоначалник на Центар. Без чисти улици, уреден сообраќај и функционален систем нема современ град, но истовремено нема ни жив град без радост, култура и места каде нашите деца растат со насмевка. Затоа денес зборуваме за обнова на две локации кои за жал се само дел од убавите сеќавања на сите скопјани – Луна паркот и Зоолошката градина. Генерации деца израснаа без Луна парк и без модерна зоолошка градина. Не смееме да дозволиме тие да бидат само спомени од минатото. Поставуваме нов систем на дневни центри и прифатилишта за жени жртви на насилство, нови сервиси за семејствата и парамедик служба која ќе им помогне на најранливите во нивните домови. Со фонд за лица во ризик обезбедуваме здравствена и социјална поддршка во градот, а јавниот простор и транспорт го правиме пристапен за лицата со попреченост. Градиме центри за дневна грижа за старите лица. Отвараме мултисензорски соби во училиштата за децата со пречки во развојот. А можеме да порачаме дека влегуваме во втор круг. И тоа сме доста сигурни дека влегуваме во втор круг. Енергијата е очигледна, а Левица се факторизира како втора најсилна партија во Македонија и тоа е неизбежно. Ние сме спремни да ја преземеме таа задача како што ја преземавме во парламентот. Година и пол дена ја имаме таа улога на најсилна опозицијска партија, сега само цела Македонија тоа треба да го види. Така да после изборите спремни сме да се бориме уште пожустро против владините политики кои се погубни. Вие сами знаете дека 7 милиарди евра се задолживме само во последната година и еве резултатите околу нас, тоа е едно големо ништо. Така да против деструктивната власт ќе се бориме само уште посилно, а атмосферата е крајно позитивна и сметаме дека ќе имаме позитивни резултати. Вакцинирањето и микрочипирањето на бездомните кучиња и домашните меленици е клучен чекор кон побезбедни улици и поздрава заедница. Вакцините ги штитат од бесмило и други заразни болести, а чипирањето овозможува брза идентификација и враќање на изгубените меленици. Со овие ефикасни мерки обезбедуваме хуман третман и систематски пристап во решавање на овој долгогодишен проблем. Паркингот кај Холидеј е споменик на корупцијата и на лошото управување. Како председателка на антикорупцијската комисија, предметот за Холидеј ми беше еден од главните предмети, за кој поднесовме иницијатива за кривично гонење до јавното обвинителство пред 4,5 години. Одговорот се уште го нема, но во меѓувреме ова здание порасно. Последиците од тоа ќе ги чувствуваме подоцна, кога децата ќе немаат место да се запишат во училиштата или во градинките и кога ќе се создаде сообраќајниот метеж по улиците.
Како градоначелник ќе направам МЗТ да има силна институционална поддршка од општината за да продолжи да расте и да се развива и да ги радува генерациите што израснаа со љубов кон кошарката. Ќе вратиме младинската школа од каде што ќе излегуваат повторно новите млади таленти од аеродром и МЗТ. И конечно да го вратиме МЗТ во Јадранската прва лига, таму каде што му е местото. Истовремено ќе даваме значајна поддршка и кон фудбалскиот клуб Аеродром и сите клубови на територијата на општина Аеродром. Ќе вложуваме во млади и во спортска инфраструктура, ќе изградиме нови игралишта, ќе ги обновиме постојните терени и ќе возможиме подобри услови за училишниот и младинскиот спорт. Ѓорче твој дом. Првиот проект на општина Ѓорче Петров кој што нуди директна поддршка на младите брачни парови на нашата територија. Нова локација овде, веднаш над црквата Свети Архангел Гаврил во Новосело, ќе изградиме најубавата населба за индивидуално домување на територијата на нашата општина. Во оваа населба ќе има простор за 170 индивидуални објекти со изградена инфраструктура, велам водовод, канализација, патна инфраструктура и што е најбитно, младите брачни парови ќе бидат ослободени од плаќање на комунали во висина до 100 метри квадратни за секој нивен изграден објект. Во нашата програма, грижата и вклученоста на лицата со попреченост е една од главните столбови. Во соработка со организациите кои работат во оваа насока, ќе изградиме долгорочни политики за пристап до образованието, здравствените услуги, транспорт и јавни простории. Ќе создадеме посебни програми за нивно вработување и обука во јавниот сектор и во локалните институции. Ќе ги поддржиме микробизнисите, социјалните претпријатија и заедничките иницијативи, затоа што економската независност е темелот на човечкото достоинство.